Ќе ве повикаме на една акција која што трета година поред ќе се организира, Генералка викенд. Како ќе дојде пролет и по дома си правиме генералка, но треба да учествуваме и надвор во акциите, се со една убава и голема цел задржување и одржување и чистота на животната средина, во она која што живееме, растат нашите деца, созреваат. Треба да имаме еден убав простор за живење, за растање, за созревање, за уживање. Имаме еден убав и продолжен викенд пред нас и за тој ќе зборуваме во продолжение. Од 12 до 14 мај конкретно ќе се случува. Гордана Софија и Ханес Јајкл се мои соговорници. Добро утро, официјално. Добро утро. Споменав, со Гордана ќе започнеме, споменав не баре дека е продолжен викенд, така да дадеме вовет еден во чистењето, дека е одлична прилика и повеќе простор и време да го направиме тоа и во домовите и надвор, но оваа генералка викенд, која што е закажана од 12 до 14 мај, е резервирана само за тој викенд или ви се плановите пошироки? Генералка викенд е позиционирана, само да дадам чисто инфо, 10 години да трае, бидејќи знаеме дека само со континуитет и упорност може да се постигне нешто на долгорочно. Позиционирана секој втор викенд во мај. Започнаме во 2021 година со 10 општини и 1000 волонтери, 2022 со 26 општини и околу 8500 волонтери. Годинава бројката се зголемува, имаме 53 општини учеснички и до сега регистрирани околу 15.000 волонтери. Чекаме уште информации од општините. И во Генералка викенд е позиционирана втор викенд од мај заради тој прв викенд во мај, кога сите се продолжен викенд, кога сите излегуваат во природа, на пикник и знаеме после тоа што останува. Значи останува. Да, Гордана, со оглед на тоа дека со 10.000 волонтери во 2021 и 2022 собравте скоро 400.000 килограми отпад. Може да го прашаме и Хајнс, кои се очекувањата сега? What are expectations this year? Our expectations this year is to, we are including 53 municipalities this year, and we are expecting more than 10,000 volunteers to join us in Generalka weekend. And most of them will be pupils from schools, from more than 400 schools are involved in the Generalka weekend this year from... Just to translate. 53 општини се вклучени и околу 400 училишта, така да повеќето волонтери се ученици. И институции исто така институции, да, вклучени. Сите слоеви на општеството. Така. Од локална до централна, од локална самоуправа, централна управа, од градинки до спортски клубови, невладени организации, администрација, значи сите слоеви. Пензионерите ни се многу активни, меѓутоа годинава сме фокусирани на учениците. And together with our partners that we are working with, Bivara Skopje, as well as Bakomak and Nulla Otpad and Sparkasse, but also with the institutions like the Ministry of Environment and Agriculture, we are trying to build an infrastructure in this country that is changing the habits of the people on a long run. Се обидуваме со нашите партнери Пивара, Пакомак, Нула Отпад и Шпаркасе банка, институциите Министерство за земјоделство и Министерство за животна средина да изградиме инфраструктура со која што ќе се сменат навиките на луѓето во однос на третирањето и одложувањето отпад на долгорочно. Она што е најважно, да се сменат навиките на луѓето, па и со оглед на тоа дека веќе повеќе волонтери ви се вклучени во акциите, тоа е еден добар исчекор во работата што ја правите. Како ќе биде организирана Генералката викенд? How the Generalka weekend will be organized? И ви до 20 прашањето. Да. Имате збирно место, кој каде е распределен, како оди организацијата? Во сите овие 53 општини, бидејќи координираме директно со општините, секоја општина мапира локации во овие 3 дена, 12, 13, 14 мај, каде што ќе се чисти. Некои општини имаат 3, да речем
локации кај што има повеќе отпад, некои имавме општини кои има и 35 локации. Значи вкупно имавме минатата година над 350 локации кај што се чистеше во овие 3 дена. Годинава се 53 општини со, да речеме во просек, 5 до 10 локации. Но општината одредува која локацијата? Општината одредува, општината ги повикува сите жители да се вклучат. Од наша страна, ние сме Man and Mountain, ние не сме невладина, туку сме фирма. Го организираме и сме идејни творци и организатори на Генералка викенд. Благодарение заедно со нашите партнери дистрибуираме до сека општина вреки за чистење, ракавици, флаери, постери, се што е потребно. И тогаш на тие денови излегуваат граѓаните и чистат. Ја чистат нивната непосредна околина. И кога секој ќе исчисти непосредната околина, не знам дали следниот пат така лесно ќе фрли отпад на тротоар или во шума или во парк. Се надеваме дека е така. Да, може да доколку има нешто да каже, слободно. Want to add something? Yes. How are we going to organize? Actually, we are not organizing at all. Да, не организираме воопшто. Actually, what we do is we had the idea. What if on one weekend the whole country comes together and cleans? Идејата е цела земја во овој викенд да се здружи заедно да исчисти. Because everybody wants to live in a clean environment. Сите сакаат да живеат во здрава животна и чиста средина. And through cleaning your environment, you learn to know your home better. И така го учиме, го засакуваме, имаме подлабок емотивен однос кон нашата татковина. So you're rediscovering your home, your city, your neighborhood. Ја реоткриваме нашата татковина, нашиот дом, нашиот град, соседството. So technically, cleaning your home is an act of patriotism. Чистењето на домот технички е еден вид патриотизм. But it's a positive patriotism. Позитивен. And so we were actually asking the municipalities what they think about this. And they do it by themselves. We are just coordinating the communication, but they are doing this by themselves. It's their action. So ние ги координираме само, координираме комуникацијата меѓу општините, меѓутоа општините се тие кои што го организираат и го прават ова возможно. And every municipality is different, and in every municipality Generalka Weekend has a different character, and that's beautiful to see for us. Секоја општина Генералка Викенд има различен карактер и тоа е навистина убавина, сета таа разновидност. Она што сакам да го прашам Ханес е тоа дека тој живее во земји кои што се во Европската Унија, те имаат и поинакви закони, законски регулативи кога е во прашање отпадот. Ние се обидуваме полека, сме на добар пат, добар чекор, но кај нас некако споро се одвиваат работите. Кои се тие практики позитивни кои што смета дека може тука да се имплементираат? You're coming from EU country, and what are the positive practices that we can bring here and we implement from according to the waste management? There are two problems in Macedonia, as far as I can tell from my perspective. Така. Во Македонија има два проблеми според мојата перспектива. One problem that is not so hard to solve is a systematic problem. Првиот проблем не е тежок за решавање и систематски проблем. The systematic problem can be solved by introducing waste selecting on domestic household. Кога ќе се воведе селекција на отпадот во домакинствата, тогаш ова може да се реши лесно. Добра. There are already very good companies active in our country like Nula Otpad, Bakomak, who are helping us. Да. And the Kommunalna Hygiene or Kommunalna systems are actually also here, and they're functional and working. But the second thing that is hard to solve is a habit not to feel what you're doing when you throw trash into your nature. This is the biggest problem. And for me, from my perspective, when I come from Austria to Macedonia, I see that Macedonia is one of the most beautiful places on earth.
I fell in love immediately with this country because of its beauty, of its versatility. You have lakes, rivers, those huge forests, the plains. It is unparalleled beautiful. And at the same time, I see that people are using this paradise as a trash can. And this is something I cannot understand from my perspective of a lover. You know, how can you do this? Да, може Гордана да. Вториот аспект е несвесноста на луѓето за тоа што ќе предизвикаат и што предизвикуваат на нив и на идните генерации со тоа што го одложуваат отпадот кај да стигнат. За него ова е најубавата земја што ја видел, вика дека е не може со ништо да ја спореди таа убавина и затоа не може да разбере и да свати како самите луѓе што се родени тука и живеат тука ја третираат како да е канта за ѓубре. За жал, странците кога ќе ни кажат дека природата ни дала многу, дека е една најубавите земји кои што имале можност да ја видат, а ние се однесуваме одговорно, е навистина многу голема штета. Да, сакаше да докаже уште нешто. Yeah, I just wanted to round it up, and this is why Gordana and me came up with an idea of getting all generations, from the kids to the working people to men, women, pensionists, all ethnic groups in our country together on one weekend, not just to rediscover their home, but also to talk to each other, to spend time with each other, doing not something good for the environment or something good for nature, something good for you. Yes. To do this for you. You have to drink this water and you have to breathe this air. You want to go in the forest, have a picnic. Take your stuff when you have finished your picnic, pack it together and bring it back home so that the next person who comes sees the same beautiful forest as you do. Leaving your stuff there is not just disrespectful of this place. You disrespect your home when you leave the trash in the forest. You disrespect also your neighbors and your friends and your family and your kids. Because what you do, when you leave the trash after a picnic in the forest, you don't care about the next generation. You don't care. And this is the thing with Generalka Weekend. We don't want to run around and do this. We want to run around and do this. Give us your hand. Let's do it together and let's enjoy this country. Генералка Викенд, затоа и дојдовме до оваа идеја да ги здружиме сите слоеви на општеството без оглед од каде од Македонија доаѓаат, од кои градови, без разлика на национална, етничка, религиозна позадина, значи сите здружени заедно, без разлика на возраст, на полова одреденост, без разлика на се, да здружено сите заедно да ја чистиме нашата земја и идејата беше сите да комуницираат меѓу себе, зашто ова е нашиот дом. И за него е неразбирливо како луѓето одат на пикник и влегуваат во прекрасна шума или ливада или покрај река и го оставаат цел отпад. Треба да го собереме тој отпад за исследниот кога ќе дојде да ја види истата, да искуси истата убавина како и ние претходно. И третирањето на самата животна средина, одложувањето отпад без воопшто свесност е непочет не само кон земјата, туку и кон сите луѓе што живеат во неа, соседите, пријателите, дури и сопствените деца. И за идните генерации. Да. Би сакала да го заокружиме разговорот тука. Сите оние кои што не слушнаа, ги примамивме со акцијата и сакаат да дојдат да бидат дел од Генералка Викенд. Каде да се пријават? Where the people can go to participate. Да, 53 општини се учеснички. Ги објавуваме постојано каде да ве најдат на социјалните Генералка Викенд група на Facebook, Генералка Викенд. И тука можат се да добро. Се има таму. Дури ако се вклучат, може и да постираат и нивни фотографии. Тоа е отворена платформа за сите учесници во Генералка Викенд. Таму може да најдат, ако почнам да ги набројувам, општините се премногу. Затоа е најдобро да поидат на Facebook Генералка Викенд, ќе ги видат сите градови, ќе ги видат дури сега ќе ги објавуваме и локациите
во секој град и ќе може да се приклучат. А ќе имаме и лайв стрим на 12 мај во петок, ќе се стрима лайв, ќе има пренос во живо на акцијата од 9 до 11 часот. Тоа сега да прашам од колку часот ќе трае до колку? Од 9, значи цела акција во рамки на национално ниво е од 9 до 1 до 13 часот, меѓутоа лайв стримот преносот во живо во петок на 12 мај ќе биде од 9 до 11 часот и повеќе 90% од сите што ќе се вклучат ќе бидат ученици од сите градови, од сите училишта и ќе ни покажат што всушност се случува во тој момент, каде чистат, што чистат, како селектираат. Ќе биде забавно. Да, интересно да се види во живо и можеби уште повеќе ќе се потикне, еве тука треба да отидеме, во близина ни. Благодарам. Благодарам што бевте денеска гости. Благодарам што ни ја прикажавте генералка викендот и не поканивте сите да учествуваме во истата. Благодарам. Фала ви. Фала.